интензивно сум во политика од 85 година. Јас вакво нешто нема видено и нити имам слушнато. Дека негде се е влезено во некоја редакција, прекината е емисија, програма во живо, дека ова негде се случило во Македонија. Ова е преседан. Но ова ќе видиме како ќе се однесува обвинителството, како ќе се однесува судија за претходна постапка и како ќе се однесуваат вашите јеснавски издруженија. До сега вакво нешто се нема случило. Веројатно слабоста на институциите, веројатно и на законските одредби кои што ги имаме за вакви ситуации, доведуваат да ги охрабрат ваквите луѓе да изиграват, да дигаат жева едноставно. Ова е главен опозиционен медиум. Абе не смееш да помислиш ти да влезеш, да нападнеш, да влезеш во емисија, да прекинеш емисија. Може да влезам јас сега македонска телевизија да прекинам емисијата. Не ми се свиѓаат вестите секој ден да го гледам или на Сител, да влезам у Сител, може да го направам тоа. Ова е медиум овде. Кој е ова насилие? Која таа багра што си ги собрал ВМРО ДПМН околу себе? Во медиум да се дрзне да влезе и да прекине емисија. Ајде да видиме ова како ќе го протолкуваат институциите, како еснавските здруженија ваши ова ќе го протолкуваат. Оти ова утре може да му се случи на секој од вас, на секој медиум. Ако ова овде остане неказнато, тогаш утре ќе влезе во македонска телевизија, македонско радио, на било кој медиум. Кој им дозволува на овие луѓе вака да се однесуваат? Очигледно дека вие новинарските медиумите треба да барате промена на законските решенија. Ова мора да се казнува далеку построго.